Океј, ајде станеме сите заедно. Веруваме дека она што го пеевме е навистина живо, дека навистина е го веруваме и го сакаме. И некако една многу силна молитва се провеа низ мојот ум, низ моето срце, додека пеевме и не би сакал да ја пропуштам. И ако сакате да ќе ја читаме, ако сакате да ќе ја кажуваме спонтано, таа се наоѓа во Матеј, 6 глава, 10 стих, тоест 9 стих. Но еден дел од таа молитва е многу силен, многу превива сега, додека пеевме, додека славевме, едноставно проминува низ оваа просторија. А тоа е каде што Исус вели како што е на небото, така да биде тука на земјата. Како што е горе на небото. Дали некој од вас сега верува дека постои небо над нас? Ако не верувате, може само да излезете надвор ќе видите небо, барем видливо. Но овдека ние збориме за едно невидливо небо, кое што не сите луѓе можат да го видат, но ние кои што веруваме, ние имаме духовни очи, ние го имаме духот во нас, го имаме Светиот Дух во нас, кој што ни дава или не овозможува да ги гледаме овие нешта. И затоа ќе се сложиме со таа 2000 години стара молитва на Исус, каде што вели како што е горе на небото, така доле тука да биде на земјата. И ние веруваме, дали верувате дека стоите на земја? Океј, значи воспоставивме дека има и небо, има и земја. Така да овие стихови се вистински за тебе и за мене. И мојата молитва е да денеска, оваа вечер, овој момент, навистина да го побараш тоа за тебе, да го побараш во твојот ум, бидејќи ќе зборувам за твојот ум, за нашите умови оваа вечер. И ако твојот ум не е спремен да прифати нешто што е ново, нешто што е небеско, ќе го пропуштиш. Ја не би сакал да ти го пропуштиш тоа оваа вечер. Не би сакал да пропуштиш било што од небото. Океј? Татко Небесен, фала ти за Светиот Дух, фала ти за Исус, фала ти за неговата порака, фала ти за неговата молитва која што е веќе 2000 години активно делува во нашите срца и во срцата на оние кои што веруваат. Исусе, фала ти што ни посочи дека и постои Татко, дека постои небо, дека постојат работи на небото. Фала ти што ни објасни дека живееме на земјата, а во исто времено ни го даде клjučот како да го донесеме небото доле на земјата. А тоа е преку нашата, или по да кажам, твојата вера што ни ја даде. Затоа сега ние активираме таа вера и велиме како што е на небото. Како што е на небото, така нека биде тука доле на земјата за мене и за мојот ум. Исусе, фала ти што ние гледаме дека на небото е совршено, ние гледаме татковата волја на небото и ние викаме Татко Небесен, како што ти размислуваш, како што ти имаш спремено за мене, нека оваа вечер, нека овој момент ме наваса и нека ме совлада и нека влезе во моето размислување, нека влезе во моето срце, нека влезе во мојата душа она што е веќе спремено за мене. Јас нема да се спротивставувам, туку ќе се согласам со твојата волја, Татко Небесен. И затоа фала ти, како што е на небото, така е на земјата. Како што е на небото, така на земјата. Како што е на небото запишено за тебе, така нека биде тука денеска. Амин. Океј, ајде, повелете, седнете. Убаво. Баш убаво. Не можев да не го направам ова, знаете. Некогаш е добро да не, како да кажам, да не... го знам зборот на српски, не го знам на македонски. Да не оклеваш, како на македонски? Да не се колебаш, да, окей. Многу јазици. Знаете, бев пред некој ден во Унгарија, само на 24 сата, и седам таму и ги слушам луѓето. И ги слушам како зборуваат. И си кажам, Господи, што ти требаше да го направиш овој јазик? Па кој може да го научи овој јазик? Кој го разбира овој јазик? И ако некој од вас мисли дека македонскиот е многу брзо се зборува или многу зборови има, верувајте, овој унгарскиот има дупло поише. Значи, тие баботат 100 на саат и ништо не се разбира. Така да, али имате поздрав многу од пастор Сиси, се сеќавате него, еден смешен мал човек. Он многу ве поздравува, многу ве сака, не може да заборави од кога беше тука пред неколку месеци или може и повеќе. Така да имавме прекрасно време со него и уште со некои други луѓе. Али, навистина, ја верувам дека не само тој јазик, не само тие луѓе, верувам дека Светиот Дух навистина ни дава
или веќе има јазик преку кој што комуницира со нас. Така да често ние се плашиме дали нашите молитви ќе бидат слушнати од Господ, или подобро кажам, некој вика, дали ќе бидат разбрани од Господ. Една многу смешна, но сепак вистинита изјава на мнозина во Македонија. Знаете, ја сум бил сум посетувал многу христијани, али сум имал можност да посетам многу нехристијани. Кога кажам нехристијани, мислам на луѓе кои што се уште не ја разбираат верата. Океј, значи имате луѓе во Македонија кои што се удираат у град и викаат ја верувам. И викаме ти супер, ти што кажуваш дека веруваш. Ама ја не ја гледам верата ниту во тебе, ниту околу тебе. А тоа што мора да верата е видлива. Значи тоа мора да го знаете. Верата е видлива субстанца која што не можеш да ја криеш. Да не можеш да речеш јас верувам, ама јас сум невидлив верник. Такво нешто не постои. Ја често седам често сум трпелив и кога има ред, дали во тоа е во некаде за некои документи, и баш еднаш, обично го мислев тоа, но никогаш го немав кажано, али нешто изгледа ме изреволтира и го кажав тоа. Седаме си, стоиме така, нели? Ајде да сум некој мал човек, нели? Да не ме приметиш. Океј, значи, јас се седам на ред, значи пред мене 4-5 луѓе, и една женичка, так, помина вака, покрај мене и застана вака. И во тој момент ја го реков тоа, дури обично го мислам, ама го немам кажано. Велам, јас знаев дека сум духовен, ама не знаев дека сум невидлив. И таа, извини дечко, и отиде позади мене. Сакам да кажам, некогаш мислиме дека ние можеме да бидеме невидливи христијани. Не можеме да бидеме невидливи христијани. Значи, невидливо има работа и невидливо, ама ти не си невидлив. И твојата вера не смее да биде невидлива. Твојата вера мора да биде видлива. Мора да биде не само видлива, него мора да биде опиплива. Мора да биде нешто кој што луѓето го вкусуваат. Нешто што луѓето може да, како да кажам, да го приметат. И затоа не можеш да се класифицираш или не можеш да кажеш дека си верник, а да луѓето немаат, како да кажам, да не можат со никакво сетило нивно да го почувствуваат, да го видат, да го вкусат, да го приметат, да приметат таа вера. Океј? Значи тоа не е можно. Така да многу е важно дали ти знаеш што е вера и дали не знаеш што е вера. Повеќето луѓе кои што велат дека се верници, всушност не ни знаат што е вера. Они слушнале некаде или некој им кажал, но ја немаат вкусено самите, они не знаат што е тоа вера. Кога некој мене би рекол, Зоран, дали ти знаеш што е тоа вода? Викам, да. Како ти знаеш што е тоа вода? Па цел живот ја пијам. Зоран, ти дали знаеш што е Павлова торта? За Свети Павле сум слушнал. Но знам што е Павлова торта. Зашто? Бидејќи не само што сум ја видел, туку всушност, не кажувате на Ревека, сум ја купил и сум ја пробал и сум јадел од нејзе. И затоа знам што е тоа Павлова торта. Ме разбирате, значи има работи за кои што можеш да зборуваш некаде, да кажеш да, јас имам слушнато за такво нешто. Но во овој случај верата не е дека само си слушнал некаде од некого, туку всушност не само што си ја слушнал, не само што си ја видел во некој друг, него сега си имал можност да ја вкусиш. И од тој момент, од кој ќе ја вкусиш, ти велиш, сега јас знам што е тоа вера. И на таков начин ти тогаш почнуваш да растеш во таа вера. И да се нарече некој верник е човек кој што постојано расте во разбирањето како оваа вера функционира. Тој е верник. И кога некој не расте во таа вера, или да кажам, не расте во разбирањето како таа вера функционира, таквиот човек може да тврди нешто, може да зборува нешто, може да докажува со зборови нешто, но ја нема можноста да го материализира или да го манифестира и да ја манифестира верата за која што зборува. Затоа што верата е жива субстанца. Тоа е нешто во кое што ти растеш како разбира. И затоа е многу битно, многу важно
да ја вкусиш таа вера. Јас верувам дека имате две врсти на луѓе. Имате две врсти на луѓе кои што ја вкусиле таа вера. Едните се директни вкусувачи. Ајде денеска ќе зборуваме малку за... Замислете се дека сме во кујна. Кујната на Зоран и Ребека. Замислете се дека сте таму. Имате две врсти на луѓе кои што ја вкусиле верата. Едните луѓе се луѓе кои што ја вкусуваат верата директно. Значи, они се од прва рака ја вкусуваат верата. А другите луѓе се луѓе кои што ја вкусуваат верата од втора рака. Значи, не збориме за две раце, него збориме од втора рака, или подо кажам, индиректно ја вкусуваат таа вера. Ти, ако си го примил Исус во твоето срце, ако си решил да во еден даден момент да кажеш Исусе, јас слушнав за тебе, јас разбрав што ти имаш направено на крстот и сакам ти да дојдеш во моето срце. Сакам да бидеш дел од мојот живот. Некогаш некои изрази на луѓето им е тешко тоа да го разберат, кој ќе им кажеме го примили ти Исус во твоето срце и тој каже ја не знам како тоа треба да изгледа. Треба да се соблечам ли, што треба да направам, да отворам. Има ли тука некој хирург да ме оперира па да влезе Исус во моето срце? Нели, луѓето некогаш ние ги користиме некои изрази, ама луѓето појма нема, дека како бе да влезе во моето срце? Од каде? Од која врата? И нели тоа е само символика да влезе во твоето битие, или да кажам да го прифатиш и да биде дел од сите твои случувања, од сите твои размислувања, од сите твои делувања, од сите твои зборови. Тоа значи да го прифатиш Исус во твоето срце, да направиш чекор, или да кажам исчекор надвор од твоето размислување, надвор од твоите заклучоци. Се сеќавате на многу добра проповед за заклучоци. Што значи заклучок? Нешто што си заклучил и тоа е заклучено. Знаете што е проблемот? Најголемиот проблем. Ако почнеш да старееш и да заборавиш каде е клучот, не можеш да се вратиш назад да отклучиш и да сакаш да... И затоа некои луѓе кажат, Зоран, јас сакам да се сменам, јас стварно сакам да се сменам, ама еве не можам. Кога ќе среднете таков човек, знаете го едново. Тој човек стварно го мисли тоа. Тој стварно сака да се смени, стварно сака да му биде нешто ново, ама го заборел клучот. Не знае каде е. Не се сеќава каде последно го ставил клучот. Ова звучи смешно, но ова е вистината за мнозина луѓе. Луѓето не знаат каде се клучевите, каде ги оставиле клучевите, а тие постојат. Затоа и зборот наш македонски кажува заклучок, нешто што е заклучено. И нема да идеме во таа проповед, али е многу битна. Многу битно да знаеш да памтиш каде си ги оставил клучевите. Ја денеска ќе ви зборувам, вечера ќе ви зборувам како да ги најдеш или што е тајната на каде се чуваат клучевите. Всушност е многу едноставно каде се чуваат клучевите, само што можеби ќе биде нешто ново за некој од нас. Океј. Зашто зборувавме, кате? За нешто зборувавме, ме следите вие? Мора да ве испрашувам малце, не може вака да ми бегате со мислите. Некој од вас мислите на некои други работи, не може да мислите. Сега сте тука во мојата кујна. Мора тука да мислите. Океј, мнозина или на мнозина им се допадна проповета од претходната недела. Да, Зора, ни се допадна, супер, беше прекрасно, какво искуство. И искрено не знаев дека ќе има таква реакција, бидејќи јас си зборував тоа што си зборувам, али имаше нешто во сето тоа, имаше нешто од Светиот Дух кој што наистина делува, или да кажам се судрува. Некогаш ние мислиме дека Светиот Дух е нежна личност и тој е најнежната личност што може да ја сретнете. Значи тој не постои понежен дух од него. Како личност, како битие, затоа што тој во себе си ја поседува целата добрина и целата благодат која што небото ја поседува. Целата мудрост, целата благонаклоност, Светиот Дух ја носи во себе. Целото царство пребива во Светиот Дух, целата радост во овој момент пребива во Светиот Дух, целата праведност која што Исус ја остави пребива во Светиот Дух. Целиот мир. Дали знаете дека мирот е состојка која што може да се вкуси?
Преска Тони зборуваше за мирот. Мирот е состојка која што можеш да ја вкусиш. Таа не сме да биде нешто кој што само размислуваш за тоа или пак некаде си го слушнал. Мирот мора да биде материјалот кој што можеш да го вкусиш и можеш да го носиш врз тебе. Мирот е обвивка. Мирот е материјал кој што го носиш врз тебе. И тој мир, верувате или не, се наоѓа во Светиот Дух. И ако некогаш размислувате за кој човек која личност е личност на мирот, знаете која е таа личност денеска на земјата? Светиот Дух. И затоа тој е најнежниот, најдобриот, но истовремено е најсилната личност тука доле на земјата. Најсилна, не постои посилна личност од Светиот Дух. И затоа тој Светиот Дух реши да се всели во тебе. Во секој еден кој што ќе поверува во Исус, што ќе каже, јас од денеска исчекорувам надвор од себе си и примам нешто кое што ќе ми го смени текот на животот, текот на настаните, а таа личност се нарекува Исус, тогаш Светиот Дух ја зема таа изјава во своите раце и веднаш се вметнува себе си да живее во тебе. Заради таа изјава. И делото на Светиот Дух почнува. Тоа дело на Светиот Дух е да го открива или да ти го открива Исус каков што е во твојот живот. Исус полн со благодат, полн со вистина, Исус центарот на сите збиднувања не само во овој ден, не само во овој век, него во сите нешта создадени, видливи и невидливи. И на таков начин ти разбираш или растеш во тоа што е тоа вера. Зашто? Бидејќи Исус е што? Авторот и усовршителот на верата. Евреите 12 глава 2 стих. Така да, од моментот кој ќе дадеш таа изјава, почнува тој процес или тоа откривање што е тоа вера. Сега, рековме и постојат две врсти на вкусувачи. Оние кои што вкусуваат директно и оние кои што вкусуваат индиректно. Ти, ако си го примил Исус во твоето срце, ти си директниот вкусувач на таа вера. И тогаш верата ти станува жива, го знаеш вкусот, знаеш како изгледа. Вторите луѓе се оние луѓе на кои што ти им сведочиш. На оние кои што доаѓаат во црква понекогаш, читаат Библија понекогаш, се молат понекогаш, размислуваат за Господ понекогаш, но верата се уште не им е жива. Они вкусуваат од тебе и од мене, или од некој верник, но се уште го немаат искуството на личниот контакт со овој Исус. И затоа мене не ми е чудно кога некој ќе каже: Зоран, тој иде у црква 20 години. Ја викам, и 120 тој ако оди во црква, и 120 години да прави некои ритуали, ако не го запознал Исус, верата ќе му биде нешто далечно. Верата ќе му биде нешто скришно, нешто ќе му биде невидлива верата. И затоа е многу битно, така изборувавме претходната недела, верата мора да ти биде нешто многу блиско на тебе, поблиску од воздухот кој што го дишиш. Поблиску. Затоа што верникот живее, праведникот ќе живее по што? Ќе живее по вера. Значи не постои субстанца на која што праведникот ќе му даде доволно енергија, доволно сила, доволно здравје, доволно разум, освен верата. Дали го разбираме тој дел? Затоа верата мора да ти биде првото нешто за кое што, или подобро кажам, првото нешто, нема ни прво, единственото нешто преку кое што ти почнуваш да ги развиваш твоите мисли, првиот момент кој ќе се освестиш на сабеле и кога твојот ум активно ќе биде инволвиран во сите решенија. Тоа е единствениот начин да ти како верник преживееш и да функционираш во овој систем, во овој паднат свет. Значи не збориме, затоа е трагично кога некој каже: нема да размислувам сабајлево за Господ или за верата, ќе размислувам вечер кој ќе завршам работа. Негде околу 5 саат. 5 и пол. И кога ќе дојде 5 и пол, ќе кажеш: леле, колку сум заморен, леле,
не можам, немам време да читам Библија. Доаѓа 6:30, доаѓа 11 навечер и кажеш не, премногу сум истоштен, немам енергија да размислувам за Господ, за верата, па камо ли да се молам? И еден ден, и 2 дена, и 1 година, и 10 години, и 20 години е можно човек да живее во овој ритам без да има таа можност да го смени тоа, зашто бидејќи веќе го заклучил и веќе отапел. Баш тоа е толку добар збор. Отапел, веќе не е оштар, веќе не е спремен да се справи. И затоа за мене е многу битно. И затоа јас најди си друг стих. Мојот стих е 6:33. Матеј, јас затоа скоро секој сабаре, доколку можам, доколку е возможност, доколку не треба да се разбудам, 6:33 се будам. 6:33 мојот аларм звони. Секој сабајле. Си стои. Што е 6:33? Матеј, 6 глава, 33 стих. Најпрво, барајте го Божјото царство и неговата праведност. И сето ова друго ќе ви биде предодадено. И затоа за мене е многу битно да првото нешто што ќе го вкусам, единственото нешто што ќе го вкусам било кој даден момент е верата. Да можам да дури и првата мисла што ќе ми дојде да биде преку што? Преку вера. Да биде иницирана со таа вера. И затоа е многу битно да тоа го правиш. А луѓе кои што се како да кажам, не го прават тој момент или пак не дозволуваат овој процес да биде секојдневен во нивните животи, со тек на време, за жал, за голем жал, отапуваат и веќе стануваат толку заклучени во нивните навики, што не знаат каде е клучот да се сменат. И затоа некој ќе ми каже: Зоран, јас се пробав. Пробав и да се молам, пробав со сите можни, како да ги кажам, инструменти, пробав се. Овој човек или оваа жена не се менува. И некогаш ќе каже некој: како е тоа можно? И не треба да биде човек премногу духовен, ниту да биде пророк, ниту да биде, не знам што да биде, некој психијатар, едноставно знаеш, веднаш заклучуваш, или веднаш знаеш, овој човек или оваа жена едноставно не може да се смени. Сака, ама не може. Зошто? Бидејќи заборавиле каде се клучевите. Ги бараат и не знаат каде се. А е толку едноставно. Знаете ли кој или што е акцијата која што ги поседува клучевите, кои што го клучуваат заклученото? Некој да не знае случајно, да ми изненади. Послушноста. Послушноста игра најголемата улога на отклучување на она што е заклучено. Бидејќи, знаете зашто? Бидејќи како што непослушноста кон верата знае да заклучи, така послушноста кон верата знае да отклучи. А ќе кажем уште еднаш. Да, ќе кажем уште еднаш. Како што непослушноста кон верата ја има силата да те заклучи, да те зароби, така и послушноста кон верата ја има способноста и силата да го отклучи тоа што е заклучено и тоа што е закоравено. Затоа што со тек на време човек станува непослушен кон гласот на Светиот Дух. Станува непослушен кон гласот на црквата. Станува непослушен кон гласот на водачите. Станува непослушен кон гласот на својата совест, што всушност е најтешката форма на еден заробен ум. Заробена душа не може да се ослободи самата себе си, не знае како, а е толку лесно. Биди само послушен на оние кои што ти се поставени над тебе. И вие ние мислиме, па Зоран, ова е само за тие што не веруваат. Не. Ова се однесува за баш за тие кои што идат у црква. Баш за тие верници кои што ја го имам Господ. Ти можеш да живееш, видите, дури верник кој што добро почнал, може да заврши многу лошо. Само заради тоа, бидејќи изгубил осет што значи да се биде послушен и станал
сам свој Господ. Сам свој господар. Мене не ми треба ја да идам таму да ги слушам нив. Мене не ми треба ментор, мене не ми треба некој учител, мене не ми треба пророк, мене не ми треба апостол, мене не ми треба евангелизатор, мене не ми треба пастор. Ја можам сам, затоа што Господ е со мене. И тука е опасноста да ја изгубиш осет да бидеш послушен. И затоа е многу страшно за луѓе кои што мислат дека можат сами на себе си да го решат ова. Не, верата делува преку, тоест подобро кажам, верата го бара понизното срце. И само тогаш станува жива и активна. Иначе само ќе биде збор кој што сече и збор кој што убива, и збор кој што носи смрт. Не знам зошто, али некако го гледам зборот осуда врз некого овдека. Уште кога почнавме, гледам човек кој што е голема осуда стои врз него. И гледам да го најдам тој човек. Та не знам дали не сакам да го не, како да го кажам тој збор, да го посрамотам, али точно го гледам врз тебе зборот осуда. Точно го гледам. Ај можеби ќе го направам тоа на крајот на службата. Не мора да го посочувам човекот, да го гледам точно пред мене. Али голема осуда. И осудата доаѓа од погрешни одлуки. Од погрешно, од непослушност. Па ќе кажам, непослушноста е навистина голема препрека. И сега, каде се случува непослушноста? Каде почнува? Каде почнува моментот на непослушноста? Знаете каде почнува? Во размислувањето. Во умот. Таму се почнува. Таму почнува тој момент да кажеш, ја не ми треба тој, не ми треба тој, ја можам сам. А Исус никогаш не ја замисли верата да действува во поединци. Или подобро да кажеме, верата никогаш не содействува во својата полнота кога станува збор само за еден човек. Него секогаш ги вклучува сите, подобро да кажеме, вклучува црквата. Ајде денеска ќе читаме еден малку поголем пасус, еден дел од една од моите омилени книги, посланија, тоест писма, тоа е Ефесјаните. И кој имаше убав глас одека? Тони тука е? Кај ми е Тони? И чува децата. Ајде ќе читаме 4 глава и сакам да следите, сакам да го следиме овој дел, затоа што ова е многу битен дел и се однесува на тоа што се обидувам да ви го објаснам. Станува збор за размислувањето. И ова е многу битна глава и нема да должам многу, можеби 10 минути, потоа имаме други работи што сакам да ви кажам. Али не сакам да ве оставам без да го разбереме овој дел. Океј, значи ќе читаме негде до 27 стих на брзина, а 2-3 места ќе ве ги нагласам, само за да ја сватите или пак да видите целосната слика на оно што сакам да ви го презентирам денес. Океј, зборуваме за размислување. Океј. Послушноста е клучот за ослободување. Океј. Затоа ве молам јас, затвореник на Господ, да живеете достојно за призванието во кое сте повикани. Со сета понизност, кроткост и трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов. Настојувајте да го запазите единството на духот во врската на мирот. 4 стих. Постои едно тело, еден дух, како што бевте и вие повикани во една надеж на вашето призвание. Еден Господ, една вера, едно крштевање, еден Бог и Татко на сите, кој е над сите, преку сите и во сите. Прекрасен стих. 7 стих. А на секом од нас му е дадена благодат според мерата на Христовиот дар. Затоа се вели, каде се вознесе, поведе робје, на луѓето им даде дарови. Ај само малку ќе освен не рипаме, ај ќе читаме. А се вознесе, што значи друго, освен дека исто така слегол во долните предели на земјата. Тој што слезе е тој оној кој што истиот кој се вознесе над сите небеса да се исполни се. И са 11 стих. Значи истиот тој Исус кој почнува и следе го овој дел. И тој даде, ова е за црквата, и тој даде едни за апостоли, други за пророци, едни за евангелисти, други за пастири и учители, за да се усовршуваат светиите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, се додека сите, тоа е многу битен дел, сите, значи не еден, двајца, сите, не дојдеме до единството во верата и познавањето на Божиот Син, до зрелиот човек, до мерата на растот на Христовата полнота.
14. Затоа, нели сега, имајќи ги овие 5 служби, целта на овие 5 или повеќе луѓе, но со оваа петократна служба, значи во една црква вие може да имате тројца пророци. Тоа е случај со црквата во Коринт, они имале 3-4 пророци имале. Малецка група на луѓе, 4 пророци. Имале учители, имале апостоли, но како и да е. Вели вака, целта е да не направи да бидеме зрели. 14 стих. За да не бидеме веќе деца фрлани натаму наваму од бранови и носени од ветровите на некое учење со човечка измама и лукавство, со итро измислени заблуди. Туку, говорејќи вистината во љубов, ние треба да растеме во се кон оној кој е главата Христос. Од него целото тело е поврзано и е соединето во едно. Се сеќавате што зборевме? Дека еден христијанин не може и не смее да размислува јас. Тој секогаш мора да размислува телото или црквата. Тоа е сакал некел, тоа е начинот на размислување на Божјото царство. Така размислува Божјото царство. Ти можеш да се противиш на тоа, ти можеш да живееш против тоа, нема да бидеш казнет, али нема да бидеш успешен во нештата и нема да го доживееш Христос онако како што е. Бидејќи Христос одлучил да се манифестира на црквата. Од него целото тело е поврзано и соединето во едно. На тој начин што секоја врска дава подкрепа според соодветното действување на секој оделен дел. Тоа прави телото да расте за својата собствена наградба во љубов. Значи, кога ти и јас действуваме на начинот на кој што најсни е ствојствен, целата црква расте. Во што расте? Расте во љубов. Океј, ајде идеме понатаму. Слушнете си ово. 17 стих. Затоа ова го велам и сведочам во Господ, да не живеете веќе како што живеат неевреите во суетата на својот ум. Кој е нивниот ум? Помрачени во својот разум, исклучени од Божиот живот, заради незнанието во кое што е во нив. Заради што? Заради закоравеноста на нивното срце. Океј. Откако стана безчувствителни, се предадоа себе си на сладострастие за незаситно да вршат секаква нечистотија. Океј, значи еве што се случува со човек кој што е заклучен, кој што ги заборавил клучевите, каде ги оставил и не знае. Тој не може да се смени, не може да се промени. Тој може би некаде ќе вапи, како се вика на македонски, ќе побара некако, ќе го видиш и каже, човек, тебе да не ти треба помош, не ми треба помош. А он внатре во себе знае дека му треба помош, ама не знае како да побара. Веќе заборавил. А вие не го познавате така Христос. Ако навистина сте чуле и од него сте поучени онакако што вистината е во Исус, та во однос на своето поранешто поведение, слушнете сега, да го соблечете од себе стариот човек, кој пропаѓа според измамливите покоти и да се обновувате во духот на својот ум. И да бидете облечени со новиот човек кој според Бог е создаден во вистинска праведност и светост. 20 стих е многу битен за тебе и за мене денеска. А тоа што вели и да се обновувате во духот на својот ум. Што значи да бидеш обновуван и што значи духот на твојот ум? За некој од нас, каде да се појавиме, дури човекот да биде, не мора да го има ни Светиот Дух, не мора да биде духовен, не мора да биде премногу интелигентен, едноставно обичен човек. Обичен човек. Ајде да кажеме нормален човек. Okay? Ако ти дојдеш со некои тешки зборови, со некои чудни зборови, со некои, како да кажам, едноставно се однесуваш ненормално за него. Тој веднаш ќе те примети. Ќе каже, овој човек ми е отија забеганите. А поготово ти ако почнеш да му кажеш некои изрази, Господ и он вика, чекај, застани малце. Значи, тој првин сака од тебе да те види дека ти си нормален човек.
дека ти го разбираш него. А ако ти почнеш веднаш со некои фрази кои што тој појма нема што значат, значи не знае што значат, и ти очекуваш да тој човек се смени, тогаш ти очекуваш нешто што не е за очекување. И тој човек веднаш ќе те штиклира тебе и ќе каже: бегај подалеку од мене. Зашто? И тој секогаш ќе каже: тој ли? Тие се такви. Или тој е таков. Значи, тој е духот на твоето... Ти каде да влезеш, ти носиш со тебе некакво си присуство. Носиш некаков си дух, носиш некаква си атмосфера. И кога вели духот на нашиот дум, тоа е атмосферата што ти ја носиш. Дали ќе биде тоа нападна атмосфера, дали ќе биде добра атмосфера, дали ќе биде чиста атмосфера, дали ќе биде света атмосфера, многу зависи што си разбрал кој е Христос. И дали си бил подложен на претходното, тоа да бидеш поучен од некој. Дали го разбираме тој дел? И затоа ви го објаснувам, значи 11-13 стих вели: на црквата и се дадени. И слушајте ги нив. Зашто? Затоа што ќе пораснете во зрелиот човек. Зрелиот човек не се однесува така. Зрелиот човек ги разбира луѓето, ги љуби луѓето, им го сака најдоброто и не сака да ги нападне. И не сака да ги направи роботи, не сака да ги направи забегани како него. Мислам не како него, него како некој друг како него. Им го сака најдоброто. И да се обновувате во духот на својот дум. И видите, и да бидете облечени во новиот човек кој што според Бог е создаден во вистинска праведност и светост. Зборот обновувате на 20 стих. Нели сите се сеќавате или повеќето се сеќавате на Римјани 12 глава 2 и 3 стих, каде што вика: али вие сега обновувајте се во вашите умови и немој да бидете водени според начините на овој свет, туку за да може да разберете која е добрата совршена Божја волја. Сега на македонски е преведено обнова, и тоа е обнова и ово е обнова. Но разликата е што на грчки не е истиот збор. Слично е, ама не е истиот збор. Ајде ќе кажеме вака: Римјани 12:3 зборува за одиш во еден правец и одеднаш се среќаваш со нешто кое што ти го менува правецот на размислување, тоа е метанојата. И почнуваш да размислуваш во спротивно различен правец. Значи, си размислувал, одиш во едно место, доаѓаш до зид, или доаѓаш до пречка, или доаѓаш до нешто ново, и го менуваш начинот на движењето. Тоа е метаноја. Тоа е кога човек ќе поверува во Господ. Или по да кажам, кој ќе ја вкуси благодата. И тој вика: како сум можел вака да размислувам, ова не било добро. И вели: како ме излажале до сега, како ја сум можел вака да размислувам. Нели, сум рипал по крсто и сум правил ова, сум правил. Зашто вака? Зашто никој не ми кажал? И тоа е начин промена, тоа е метанојата. Но овдека не зборува за таква метаноја. Овдека користи еден друг збор што означува различен начин на размислување. Всушност грчкиот збор овдека доаѓа од два збора. Ана, дали се сеќавате што, например, Ана би... Сеќавате кога сум зборувал што значи тоа Ана на грчки? Нешто над. Да, значи благодат, ако е име, но на грчки значи нешто над. Значи нагоре или погоре. И се сеќавате на зборот анастрофи? Ана, строфи. Значи, секогаш, два збора, ана, строфи, секогаш нагорно движење. Значи, секогаш одиш нагоре во правецот што ти е зацртан. Така, анастрофичен си. Идеш нагоре. Што е спротивното на анастрофи? Катастрофи. Значи, човек, ана и ката. Значи, ката е надоле, а ана е нагоре. Така, го разбираме тој дел. И сега, овдека грчкиот збор е ананеос. Ана и неос, значи нешто ново. Да тие кои што идете у Икеа, нели у Грција, и само пишува тамо нео, викате што е ова, све нешто ново, нови продукти. Така да ананеос е нешто што е над, нешто што е дури над новото размислување. Значи, веќе те става во позиција не само да го вкусиш новото, него да веќе размислуваш на толку силен начин, што тоа ќе ти биде единственото мерило за се друго околу тебе. И кога Павле вели и да се обновувате во духот на својот дум, значи, вели, бидете толку трезвени, да вашето размислување биде постојано, соодветно и истовремено исто како
што размислува Светиот Дух. Зашто? За да постојано бидете облечени. Всушност, грчкиот збор за облечени не е баш, некој размислува, се соблеков, нели, не сум христијанин 5-6 месеци, 10 месеци, па сега дај да се облечеме повторно. Не е точно. Всушност, преводот е многу скржав овдека. Зборот облечени никогаш не представува, може да земам твојата јакна. Убава јакна, ќе биде благословена после. Ај стани малце. Држи ова. Значи да бидеш облечен не значи ова, не значи да се облечеш, него всушност грчкиот збор означува следново: да се втурнеш толку многу во оваа облека што ја имаш, што дури ќе пробаш да ја скинеш. Разбирате? Значи не станува збор дали сум облечен, него дали ќе се втурнам во таа облека, во тој момент на тоа што веќе ми е дадено. Така да ти не стануваш повторно праведен, него ја разбираш праведноста и обновата на умот ти ја донесува состојбата да постојано бидеш, како се вика тоа, обично мачињата го прават, тоа нели се втурнуваат во тебе, се вклопуваат во тебе, па кој имаш некој дете викаш ќе те изедам, нели, го стискаш во тебе, а тој вика леле ме боли тато. Значи не можеш више со други збор, немаш начин како да го изразиш тоа што го чувствуваш. И да се облекуваш, значи да се втурнуваш во тој толку нов човек, што само тоа ќе биде видливо околу тебе. Тоа е обновата. И вели, да бидете облечени, втурнати, стиснати во тој нов човек, кој што е според Бог создаден во вистинска праведност и светост. Така да не преостанува да ти бараш да бидеш свет, да бараш да бидеш праведен, него да дозволиш да умот твој, да тој ананеос или тоа толку силно размислување, толку да размислуваш силно за божествените работи, што единствено што ќе мислиш е како да повише повеќе влезеш, да се насочиш кон таа праведност, да бидеш втурнат, впиен во таа облека, што единствено што ќе гледат луѓето е праведноста и светоста. Вау. И затоа е ова можно, 25 стих, затоа ова е можно, заради претходното. И вели, затоа отфрлете лагата, изборувајте вистина, секој со својот ближен, зашто сме органи едни на други. Не се гневете, тоест вели, гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде во вашиот гнев и не му давајте место на ѓаволот. Али некои луѓе пробуваат да не му дадат место на ѓаволот, ама не знаат како да не му дадат место и што и да направат, пак му даваат место на ѓаволот. Затоа што пробале сами да го решат проблемот. Сам ти не си повикан да живееш во оваа вера. Али се почнува во процесот на размислувањето. Во процесот на размислувањето. Ако почнеш да размислуваш на погрешен начин, ако почнеш да размислуваш надвор од верата, надвор од разберењето на верата, ќе дојдеш до момент на самотија. И самотијата ќе те направи да сите, или ќе направи во тебе да сите ти бидат непријатели, и да не постои доволно добра црква, и да не постои доволно добар христијанин, да не постои доволно добар маж или доволно добра жена за тебе. А верувајте, има такви луѓе кои што мислат дека само они се доволно добри на овој цел свет. И светот треба да биде благодарен што ни постојат. Леле, ќе ни помогне Господ, нели? Ајде во 17 стих, ајде само уште ова. Затоа ова го велам и сведочам во Господ, да не живеете веќе како што живеат неевреите, овој сакам да го спомнам, во суетата на својот дум. Океј, а ова е многу битен стих. Ја го најдов на грчки, ај само да го прочитам, да не како си тоа, да не речам, да не го сгрешам, некој тука помеѓу нас знае поише грчки од мене, али ја кога го видов, првото нешто што ми текна, значи грчкиот овдека е Матај, ајде ќе го кажам правилно, или барем ќе пробам да го кажам. Само момент да го најдеме. Матајонете. Така некако. И првото нешто мене кога ми текна, кога го видов, ова ми личи како на зборот мајтап. Нели слично? Матајонете, мајтап. И знаете што е мајтап? Човек кој што постојано прави некои смешки. Човек кој што постојано прави нешто смешно, но знаете што е проблемот? Што таквиот човек никогаш не е сериозен со Божјите работи.
Јас сакам кога имаме служби, кога сите се смееме, кога луѓето кажат, колку е смешен овој пасторов, многу е смешен, се изнасмеавме. И сето тоа е окей. Но не можеш да останеш несериозен со Божите работи, со Божите вистини, со она што Духот во тебе го прави. И да се биде христијанин, верувате, не е едноставна работа. Ја не знам како да ви објаснам дека тоа не знам, не постои рецепта дадена доле на земјата која што тебе ќе те направи подобар христијанин, освен вистината. Освен Духот во тебе, освен благодата. Тоа се супстанции кои што ти не можеш да ги купиш, не можеш да ги најдеш било каде, тие доаѓаат директно од небото. Доаѓаат од Светиот Дух. И затоа е многу битно да живееш во таа вистина, да живееш во таа реалност на верата. Зашто само така ќе можеш да обстоиш. Затоа што еден од најголемите противници кои што ти ќе го сретнеш во твојот живот, не сум ниту ја, иако еднаш ме насме еден наш пријател кој што каже: "Зоран, ја тебе многу те мразам." И ја не знаев што да кажам, едноставно само се изнасмеав, викам: "Оди бе, мрази го ѓаволот. Немој мене да ме мразиш. И извини, не сум те мразал тебе, па не ме мразиш мене, што има, ништо лошо не сум ти направил. Ја уствари му давав да јаде нешто благо таму. Мене ќе ме мразил. Не можеш мене да ме мразиш." И ја сум супер човек, нели, Ревека? Така да али навистина е добро. И верувајте, послушноста е клучот на отклучувањето на она што те мачи. Океј, тоа сакав да го кажам денеска. И нели спомнавме последниот пат дека не е тешко да се размислуваат новите работи, дека не е тешко. Една реченица која што многу им се допада на луѓето е тоа дека пред секој еден човек постои една редица на нови мисли кои што чекаат да ти ги отфрлиш старите, за да можат новите да дојдат во твојот живот. Значи, да размислуваш за нови работи не е тешко. Некој каже: "Бе, Зоран, седам цела ноќ и сакам некоја нова мисла да ми дојде и никако не доаѓа." Викам: "А да ги отфрлиш првин старите мисли, да направиш простор, место, за да можат новите да дојдат." Не ми текнало. Па еве, мене ми текна пред многу години. Всушност не ми текна на мене, него тоа е запишено во целото слово. Така да некој не се мачи со старите мисли. Тоест не се мачи да добиеш нови. Тие не се ни твои. Тие мора да дојдат од надвор. Тие се од царството, тие се од Светиот Дух. Така да најлесниот начин е да престанеш да се љутиш, да се гневиш на било кој, да ги отргнеш тие или да им кажеш на старите мисли: "Вие стари мисли не ми припаѓате на мене. Ја не можам да се сложам со вас, бидејќи никакво добро не дојде од вас. Ете, бевте тука толку години, ама еве ништо добро не испадна. Истиот сум, не се менувам." Тоа како песна: "На истиот си не се менуваш." Така некои луѓе мислат дека они такви се како Бог. Истите се не се менуваат. Не, јас и ти сме во постојана потреба да се менуваме. Постојана потреба. Значи тоа никогаш нема да го заборавиш. Колку и да си духовен, какви приказни да имаш, какви стории да имаш, ја можам да ви кажам многу силни духовни сведоштва на луѓе што сум им пророкувал, на луѓе што се смениле нивните животи, кои што биле ослободени, исцелени, сменети, но тоа не ми дава за право ја да стојам врз таа основа или да се фалам со нив и да кажам: "Ја до тука дојдов и више не се менувам." Не. Јас сакам постојано да се менувам, независно какви сведоштва имам од претходно. Јас се уште сум во тој процес или секогаш ќе останам во тој процес да растам во разбирањето на како таа вера делува во мојот живот. И тоа станува и за тебе така.